Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата не сакаше да го продолжи рокот за гарантирани цени за храната и некои безалкохолни пијалоци. И од денеска, цените во маркетите повторно ќе бидат повисоки и ќе удрат по джебот на граѓаните, кои едвај врзуваат крај со крај и го преживуваат месецот. Во услови кога потрошувачката кошница за едно 4-члено семејство достига скоро 60.000 денари, пари кои ретко кој ги заработува, власта свесно ќе стимулира нов раст на цените за да го земе и последниот денар од граѓаните. И додека цените растат и народот не знае како да го помине месецот, Ковачевски се фали дека ги зголемил платите, што е врв на глупоста, која е демантирана лично од неговиот министер Бујар Османи. Османи јавно се жали дека платата му е мала и доколку еден месец не земе плата, веќе следниот ќе мора да се задолжи. Ве молам да ја погледнеме изјавата на Османи. Пријателите се смеат кога им кажувам дека ако еден месец не добијам плата, јас треба да се задолжам. И луѓето велат нема шанси, толку години функционер, кој знае какви се очекувањата за функционери, но го кажувам ова најискрено, дека еден месец да не ми стигне плата, јас морам да се задолжам за да преживам. Почитувани, важно е да се напомене дека платата на Бујар Османи е над 125.000 денари, што е 2 пати повеќе од една потрошувачка кошница за 4-члено семејство. Од тука се поставува прашањето: доколку Бујар Османи не може да преживее со плата од 125.000 денари, како тогаш Ковачевски очекува граѓаните кои земаат помала плата од Османи, а тоа се 99% од луѓето во државата, да го поминат месецот? Што треба да кажат граѓаните кои земаат 25.000 денари плата? Каде само еден член од семејството работи, или и тие со 2 плати од по 25.000 денари, кога нивните примања се под потрошувачката кошница? Доколку платата на Османи е мала, тогаш каква е платата на граѓаните? И како тој се чувствува како одговорен за состојбите во државата, кога и по 7 години власт, тој и владата од која е дел не успеале да направат подобри услови за живот. Напротив, ги влошиле и го зголемиле бројот на граѓани кои живеат во сиромаштија со по 150 денари на ден. Изјавата на Бујар Османи е доказ дека во Македонија со СДС и ДУИ тешко се живее и дека власта не создала услови за живот на граѓаните. Изјавата на Османи е доказ зошто се повеќе наши сограѓани се иселуваат. Изјавата на Османи е доказ зошто СДС и ДУИ не смеат да бидат ниту еден ден повеќе власт. Со право народот вели дека немаме држава. Време е да ја вратиме. Ви благодарам.